Енциклопедијата на ВМРО 1893-1934 по двегодишната работа денес ја доживеа својата промоција. Во концепцијската поставеност на енциклопедијата предмет на научен интерес не биле само личностите од организацијата, туку и неважните случувања организирани од нејзина страна. Енциклопедијата, според промоторот професорката Виолета Ачковска, е резултат на истрајна работа, споредување на документи, одговор на тоа што е направено за македонскиот народ и истото да остане запаметено. Премиерот Груевски, кој присуствуваше на промоцијата, истакна дека буквите на ВМРО се имаат трајно врежано во колективното паметење на народот, како историски континуитет на борбата за создавање на самостојна македонска држава. Ова дело е прво од ваков облик и на оваа тема во нашата држава. Истото се наметна како научна неопходност во македонската историографија. Во оваа енциклопедија на едно место се собрани голем број познати и досега непознати податоци, голем број информации, многу архивска граѓа, многу монографии, голем труд на македонските историчари, збогатени со многу фотографии и со одлична графика. Професорот Жежов, кој е главен редактор на енциклопедијата, истакна дека македонската историографија досега не го обработувала овој тематски дел од македонската историја во ваков формат, како и дека историјатот на ВМРО како македонска организација заслужува енциклопедиски пристап, кој е прифатлив не само за научната фела, туку и за пошироката читателска публика во Македонија. Главна причина, според мене, се се почестите негирања на делови од македонската историја од некои балкански историографии и обидите да ги прикажат истите како делови од нивните истории. Не смееме да дозволиме со нашата незаинтересираност кон одредени теми, организации, настани или личности од нашата историја, други историографии да посегнуваат кон нив и ние едноставно фактички да се откажуваме од тоа што е македонска историја, која припаѓа на македонскиот народ и сите националности во Македонија и на никој друг. Енциклопедијата, истакна министерката за култура, представува импозантна слика на македонската борба за зачувување на македонското име, идентитет, национално ослободување и создавање на независна држава. Авторите свесно и аргументирано сакаат да предочат дека постои дистинкција на македонското револуционерно движење од политичките тенденции на балканските држави и дека организацијата ВМРО има автохтон македонски карактер. Композицијата на текстот на одредниците во енциклопедијата не сугерира или не потикнува полемика за личностите или настаните кои се опишуваат затоа што авторите ни посочуваат проверени историски податоци. Со енциклопедијата се заокружува едицијата на монографии и книги кои се издадени во изминатиот период, а кои обработуваат значени личности и дејци од македонското револуционерно движење. Истата е во издание на Матица.